Почитувани, добар ден. Синот на Цветанка Иванова добил тендер од државата преку фирмата Дикорд СД Доел Струмица за чистење на патиштата во Источна Македонија. Нормално, СДСМ и владата молчат, него никаде го нема, а мајка му кој е генерален секретар на Собранието на Република Македонија не знае дека синот и заработил тендер кој може да достигне вредност од над 300.000 евра. Веројатно станува збор за новогодишно изненадување, па затоа не знае. Што молчат, значи нашите изнесени информации на вчерашната пресконференција се вистините. Синот на Цветанка Иванова, кој е воедно и бизнис партнер на Трајче Заев, под сомнителни околности добива тендер, без да ги исполнува потребните услови и критериуми кои се бараат во истиот. Имено, фирмата Дикорд СД Доел Струмица, која е во собственост на синот на Иванова, најпрвен го добила тендерот после повторна евалуација на 8 ноември годинава, па дури после 12 дена на 20 ноември склучува договор со грчка фирма за набавка на потребната механизација од тендерот, кој имено требало да ја поседува пред добивање на истиот. Дополнително, банкарската гаранција од фирмата Дикорд СД кон грчката фирма за 25 машини во вредност од околу 200.000 евра од една македонска банка било уплатена дури на 27 ноември и дури потоа возилата влегле во Република Македонија. Во моментов истите се распоредени на неколку пунктови на Источна Македонија, и тоа Струмица, Штип, Саранзалимно и така натаму. Според нашите информации, фирмата Дикорд СД на синот на Цветанка Иванова земала под закуп вкупно 25 возила од грчката фирма и целата сума на закуп за сите возила за цела сезона е во вредност од околу 40.000 евра. Што значи, синот на Цветанка Иванова со вложени 40.000 евра ќе заработи над 300.000 евра само за неколку месеци. Очекуваме одговори, но и одговорност. Дали е вистина дека најпрви тендерот бил добиен од страна на фирмата Дикорд СД, а дури потоа се набавувале машините, што е спротивно на условите и критериумите што ги налага самиот тендер? Зошто молчат и владата, СДСМ и Цветанка Иванова? Молчат за овој спорен и сомнителен тендер, каде што требале да заработат стотици илјади евра на грбот на државата и граѓаните. Дали обвинителството ќе отвори случај и дали инволвираните ќе сносат одговорност? Кога планира владата овој тендер да го раскине и да распише нов? Ова се прашањата на кои владата треба да даде одговори, не да молчи. Доколку сега не се расчистат сите овие сомнителни работи, веднаш по доаѓањето на власт на ВМРО ДПМН по 12 април, доаѓа и обновата на Македонија. И со обновата на Македонија ќе се стави крај на ваквото криминално работење на СДСМ. Ви благодарам. Прашања? Повелете. Денеска премиерот Заев најави можно одложување на изборите доколку не се донесат законите за кои, како што рече тој, значеле живот за граѓаните. Каков е ставот на ВМРО ДПМН? Па 24 веќе декември, помалце од 10 дена од заминувањето на Заев од премиерската позиција, веројатно човекот го фаќа паника и во едноставно немање на било каков друг маневар се обидува на секој можен начин да проба да ги одложи изборите. Избори ќе има, изборите се договорени од сите политички субјекти на лидерската средба кај Пендаровски и од тоа нема бегање. Имаат 3 години да буквално ги донесат сите закони кои што сметаат дека ќе бидат од бенефит на граѓаните и од бенефит на Република Македонија, меѓутоа тоа не го направија. Напротив, една шајка не успеа да заковаат овие 3 години, немаат буквално еден проект кој што го реализираа. Единствено ги коча и оние проекти кои што ги наследија. Станува збор за убедливо најнеспособната влада во историјата на државата. И со сите тие работи кои ги имате на памет, единствено логично е да пробаат да бегаат од избори. Меѓутоа тоа нема да се дозволи, избори на 12 април ќе има. Господин Јанушев, нема правда, нема мир, беше парола која се користеше пред да се смени владата. Дали ова парола сега одговара? Видете, една од работите кои што ги кажуваме е тоа дека во сите овие 30 изминати години, без разлика која влада е предводила државата, главната
главниот проблем кој што го имале биле што не успеале да направат вистински реформи во правосудството. Така да паролата нема правда, нема мир, во овие сите 30 на години може слободно да се користи, а без при тоа да напоменуваме која влада била начело на државата. Тоа е факт и од тој факт нема бегање. Но сум убеден дека по 12 април граѓаните ќе имаат можност да увидат дека работите ќе тргнат на подобро и дека обновата ќе почне, а обновата ќе почне токму со промените кои што ќе ги спроведеме во правосудниот систем. Уште едно прашање ве молам. Денеска е 24 декември, црн четврток. До сега никој не сносеше одговорност за тоа. Кој е ваш коментар? Видете, мојот коментар во однос на тоа кој согрешил пред законот е можеби милиарда пати кажан во јавноста. А тоа е следното, дека секој кој согрешил пред законите, дека треба да одговара и треба да се престане со политиканството и со користењето на таа празна реторика само во јавноста. 3 години се на власт, доколку се што сметаа дека е криминал требаше да поведат постапки. Меѓутоа не го прават тоа, исто како што имавме последниот пример со уништувањето на инсулинот и како со многу други, хеликоптерите, МНФ набавката, рекет, вирус и се останато, гледаме само празни флоскули во јавноста. Тоа граѓаните во Република Македонија го препознаваат, тоа граѓаните во Република Македонија го гледаат и токму затоа ќе дадат поддршката на ВМРО-ДПМН на 12 април.